период стасају уште 10 закони по скратена постапка и затоа денес нема да дискутираме штета за нив, нема да го стасаме над 200 точки на дневниот ред и предлагам 4 измени на дневниот ред. Како прво, точката предложена како 77 точка, предлог на закон за изменување на законот за инвестицијски фондови, предлагам да е прва точка. Ова го правам согласно на изјавата на Зоран Заев на 18 август 2019 година дека наредната година очекуваме инвестицијски бум од околу 5 милиарди евра, па било логично во еден сплет на околности кога имаме еден дневен ред со околу 200 точки на дневниот ред, приоритет да му дадеме на инвестициите, на инвестицијските фондови, да го донесеме ова законско решение, да им овозможиме на оваа влада да го реализира оно што го ветила, а тоа е 5 милиарди евра инвестиции за 2020 година. До сега немаме капитални инвестиции, до сега немаме странски инвестиции во висина нити од 1000 евра, па вредно е да дискутираме како за оваа точка од дневен ред да биде прва. Второ, предлагам 21-та точка, предлог закон за изменување на законот за вработување на инвалидни лица, да биде втора точка на дневниот ред, затоа што сметам дека на оваа категорија почитувани граѓани на Република Македонија многу малку водевме сметка во овие последни 3,5 години и заслужуваат во овој сплет на околности, во овој сплет на закони по скратена постапка за кои што порано опозицијата предводена од Сугаревски како координатор правеше галама и джева овдека по 4-5 сати, дека тоа било шверцерски криминален начин на донесување на закони по скратена постапка, бидејќи пратениците немале време да се спремат, да ги испечатат, да ги видат, да биде втора точка на дневниот ред, бидејќи имаме и почитуван представник на тие здруженија во рамките на салата на Собранието на Република Македонија. И сметам дека тоа ќе го направите. Трета предлагам законот за филмска дејност, кој што е 48 точка од дневниот ред, кој што не успеавме да го отстраниме од дневниот ред, па сега нека биде трета точка. Затоа што бил многу битен, многу значаен, да биде поскратена постапка стасан во 13 часот и одма да биде на дневен ред, да видиме, бидејќи живееме во едно филмско општество, што е битно со измената на ова законско решение по скратена постапка. Јас искрено од образложението на колешката Жаклина не сватив ништо, бидејќи таа тешко го прочита образложението и таа мислам дека не е спремна за ова законско решение, но еве нека биде трета точка, бидејќи не успеавме да го отстраниме од дневниот ред. И предлагам точката број 118, сега одиме во втората половина на законските решенија маратонски, предлог на закон за образование на возрастни, бидејќи ја имаме честа после кизне колку време во овој закон да дојде закон, во ова законодавен дом да дојде законско решение предложено од Министерството за образование, чии што представници многу ретко ги гледаме, ова законско решение да биде како четврто на денешниот дневен ред. И има уште една, значи, причина за тоа, бидејќи во Македонија останаа самовозрастните, младите се иселија, па и да дадеме можност, благодарение на оваа влада, да се доедуцираат, да се образуваат така како што замислила заменичката министерка. Во третиот предлог ми беше колега Джафери, сега ќе ви кажам, законот за филмска дејност, 48-та точка, да биде трета. Димитар Стеванаджија Димитар Стеванаджија има 4 предлози. Првиот предлог е точката број 70 да биде разгледана како прва точка од дневниот ред. Истиот предлог го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме.